Од малото Вевчани до националната награда на Италија за сликарство која ја освоила во 2023 година. Ова е патот на Аница Китановска, млад македонски уметник, која во 2021 година дипломирала на Академијата за убави уметности во Равена како визуелен уметник и мозаичар, каде ги продолжува и постдипломските студии. На мозаикот со која добива оваа награда работела 80 дена и е со мотиви од нејзиното родно Вевчани. Во 2023 година мојата уметност беше препозната со национална награда за сликарство во Карара, Италија, под раководство на Министерството за универзитетско истражување. Мојот мозаик доби награда за сликарство. Ова признание беше почестен знак за мојата ангажираност кон уметноста. Ме мотивира да продолжам и да се развивам во мојата уметност. Каде и да оди од Вевчани никогаш не се откажува, тоа е вели нејзина постојана инспирација. Мојата главна инспирација на моите дела е моето родно место Вевчани, каде целиот живот сум обкружена со природа и тоа место е како извор на мојата инспирација. Сите мои дела го одразуваат тоа со фокус на пејсажите. Најголем стимул и самодоверба во она што го прави добила кога нејзин автопортрет во 2019 година бил изложен во Амстердам, Холандија. Инспириран од стилот на Рембрандт, беше одбран помеѓу 8300 учесници од целиот свет. Оваа чест беше посветена на 350 годишнината од смртта на Рембрандт и беше придружена со изложба во Риксмузеот во Амстердам, каде што само 575 дела беа избрани за представување и бев поканета како почесен гостин на отворањето. Делата на Аница, која по професија е мозаичар, ги карактеризира специфична техника. Во нивната изработка употребува стакло, пигментиран малтер и камчиња кои ги набавува од Венеција, сите се со различна големина. Кога станува збор за техниката на мозаик, мојата примарна посветеност е во поставувањето на камчињата, играта на движење и формата, од суштинско значење за мене, со посебна љубов кон микромозаикот. Спектарот на бои е лимитиран, што ме натера да бидам иновативна во користењето на боите, за да постигнам посекувани резултати. Затоа во последните 2 години успеав да ги усовршам техниката на мозаикот и сликарството во една синергија. Тоа што е важно е тоа што мозаикот сега наликува на слика и сликата наликува на мозаик. За изработка на еден мозаик некогаш си се потребни и повеќе месеци, се зависи од неговата големина и густината на камчињата. Моите планови се пред се да завршам со моето студирање и потоа само да се надоградувам и не само и во техниката што ја имам, туку и во кариерата, да изложувам, да бидам самостоен уметник. Каде се гледаш, во Македонија или некаде низ Европа? Па се надевам некаде и низ целиот свет. Од 2022 е член и на Асоциацијата за визуелни уметности и мозаик во Равена, Италија, а од 2023 и на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, добитничка и на бројни други награди во земјава и странство. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.